Добар ден и од мене. Завршува утрински брифинг, но почнувам разговор. А разговорот е како серијал на нашата проценка дека ќе се занимаваме со политичките, со социолошките, економските, но и со политичко-економските понуди кои веќе стануваат јаве. Но колку во сето тоа има сонување, за тоа ќе разговарам со Горан Рафаеловски, финансиски консултант, често присутен во јавноста и прилично со изострен нерв за есенцијата на понудите. Ви благодарам што дојдовте. Рафаеловски. Благодарам за поканата. Јас сум стопанственик. Не можам тоа консултант кој ќе ми го каже, тешко ми паѓа. Аналитичар и така натаму. Бомбастично дела. Не, тешко ми паѓа секој во Македонија што стана финансиски консултант и аналитичар. Кога ме тераш на тоа дека си стопанственик, зема некој денар од овие 14.500? Не земав, не е дека во еден дел не можев да земав, не можев во поголемиот дел да земам, од проста причина што платите кои ги давам се малку повисоки од нормата, бидејќи кај мене се високо образовани луѓе и така натаму, и од таа причина можев за дел од луѓето да земам, одлучив да не земам, одлучив да играм чисто стопански, одлучив да се подприберам, одлучив малку да ги намалам платите, обезбедив средства од кредитирање од ЕВМВ пара со 1,6, јас не можев нормално да влезам во тие со 0%, ама обезбедив. Значи јас ја покрив негде финансиски годината до крајот, да може да се издржи корона кризата, како што и предвидов на сам почеток, кога сите ми се лутеа, колку ќе не чини и колку вистински ќе зафати оваа криза од сите нас. Тоа на оден начин ви дава некаква етичка основа да искоментираме. На една страна се денове направив неколку консултации, дел на компании кои не се експонираат многу и кои велат, види, нас ни е лошо, не успеаме да се адаптираме. Ни изгледа нелогично една група на компании кои беа одлични да бидат наред пред владата. Таа диаметралност значи дека нема минимум етичност меѓу бизнисмените. Или што дава државата, дај да земеме. Значи имате две гледишта на тие работи. Значи од кај нас моралот и етиката одамна си отишол од Република Македонија. Сетете се кога последен пат од морална причина или од етичка причина имате министер кој дава оставка. Значи во политиката етиката отидена по ѓаволите. Значи, ќе се направи грешка, не мала, огромна, и никој не поднесува одговорност за таа. И ја покриваме сите заедно. Од бизнисот исто така. Ќе се направи грешка и ќе се префрли на друг. Значи, не е моја грешката, грешка е на вработените, не е моја грешката, грешка е на владата, не е моја грешката, Македонија не е добро место за живење и добро место за работење. Значи, етиката и моралот се заминати од Република Македонија барем 20 години. Сериозно се заминати 20 години, тој во се отпатуван и за да го вратиме тој воз треба прво да ги вратиме другите параметри назад. Еве вака ќе ви кажам. Ние постојано во Македонија, значи од кога постои, јас не знам колку пати треба да го повторам дека најголемата грешка ја направи бизнис заедницата кога проба да ја стави власта под носа. Со пари и да ја регулира и да ја контролира. И такви проби имаме 6 или 7, нема да ги именувам луѓето, кои сакаат да бидат најголеми, кои станаа најголеми, кои контролираа нешто, ама знаете како, кога носите две лобеници под една мишка, не оди. Значи, зошто не оди? Бидејќи во политиката може да добиете моќ, а во бизнисот може да добиете пари. Оној момент кога сакаа и ги споија моќта и парите, не влегува во една лубеница, туку се две. И колку да издрждев, ќе паднат. И паѓаат и двете. Што значи, таа лекција нема бизнисмен што ја научи да не влегува во политика по пари, туку ако влегува, да влегува по моќ. Значи, тоа едноставно ви доаѓа како оној прочуен цртан од времето, младите генерации за жал не го знаат, со калифот и со изнолгут или не е добар во наш превод, везирот кој постојано сакаше да биде
и помоќен од калифот и да ги држи парите или касата. Тоа е нашиот, веројатно и постсоцијалистички, ама и посттранзицијски синдром во кој се направи реалната симбиоза кој денеска го изразуваме низ едноставниот поим клиентелизам. Тоа е дека фирмите зависат од државата, односно сега јас би ја завртил теза дека државата на оден начин ги купува бизнисмените. И со сплет на економски мерки и без доволно либерализација и конкуренција. Не, државата купува неколку бизнисмени. Не ги купува бизнисмените. Значи, Не купува бизнисмени, купува личности. Значи, купува неколку бизнисмени, неколку личности кои се на продажба и ги купува. Значи, ви имате на продажба и многу е регуларно да го купите кога го имате на продажба. Воопшто не е тука ништо страшно, ниту ништо ненормално кога имате некој што е на продажба да сакате и да го купите и да направите одредена моќ. Но кај нас се заборави основната економска логика. А основната економска логика не е тројца луѓе или еден да посакаат да одлетаат во Вселената, бидејќи кога ќе одлетате во Вселената, вие носите екипаж. Не носите ништо друго од долу. А поготово кога носите млади луѓе во Вселената, како кај нас, што се носат млади луѓе во Вселената постојано, бидејќи тие треба да ве слушаат, значи тие ги заборават и телефоните и контактите од претходно, мислат дека таму ќе останат вечно. Кои ќе паднат, веќе не знаат ниту каде се, ниту да се снајдат во животот. Дали е тоа во бизнисот, дали е во политиката. Тоа не го измисливме во Македонија. Тоа беше многу популарно 80-тите, 90-тите години во Америка и се викаа јапи. Ќе дојде голем газда и ќе избрка се и ќе нареди млади деца од по 30 години и ќе види кои сектори ќе се подобрат, а кои сектори ќе паднат. Добро, Тие сектори што ќе паднат, ќе ги избрка младите, а еден сектор ако се подобрил, тој има шанси да оди нагоре, другото све ќе падне долу, ќе се изгубат, не знаат што им се случувало, а биле Господ, и ќе ги врати старите кадри таму каде што им е место. После јапито таму произлезе и криминалот на белите јакни, но сега за тоа комплетно да не останеме во реминисценција на одреден начин. Двете најголеми партии, за волја на вистина, не сум прочитал што уште нудат, освен риторични, албанскиот кампус, ДУИ, Алтернатива и Алијанса. Двете партии ги понуди економските параметри и веќе ги слушам. Ми се чини на моменти дека го имаме тоа проклество на милијардата од времето на Циле, фрлија на маса и стокми и милиони идеи од кои барем 50% не си реализирал, 50% не можеш да ги реализираш. Ги прочитавте? Да, вчера потрошив повеќе од 3 часа, се уште многу брзо читам, очигледно, и ги прочитав двете програми во целост, економскиот дел, значи некадека по 120 на страни. Добро ви благодарам, тоа значи ме уважувате што се подготвија. Првото прашање. Што е разлика и на кој начин може да се спојат или да се негираат сами по себе? Значи е вака. Основната негација, е што со оној пораст што треба да го доживееме во наредните години, не може да се остварат поголем дел од мерките што се замислени. И таа разлика е драматично, за жал, поголема во Социјалдемократскиот сојуз и нивната програма. Во ВМРО е постабилна, морам да кажам, нека се лутат кој како сакаат, не зафаќам страна, значи постабилна е во делот на желбите и можностите, дури и предвидувањата дека оваа година ќе одиме со минус 5% БДП, што за жал мислам ќе биде нешто малку поголем, а ќе пораснеме до 4, помеѓу 4 и 5% БДП за останатите 3 години изгледа реално. Од друга страна, Социјалдемократскиот сојуз вели дека ќе порасне 4% БДП, што значи повторно доаѓаме значи до тој дел со програмите, но пак има некои ветувања кои, ако го погледнете растот на буџетот, ако ги погледнете останатите параметри, не може да ги направите. Не може да зголемите пензија до толку, не може да зголемите плата до толку, макар што ја има и на оваа страна, дека ќе се зголеми, а тие параметри и таа математика, значи на крајот парите имаат конечна бројка. Не можете да поделите нешто што немате. Затоа
Кога ќе се прават математиките и желбите, подобро е да се сведат на нешто помалку, ама пусто на гласачкото тело да му се објасни дека за него ќе се мисли за... Значи, тоа е онаа грешка на нереалност. Ќе биде будала и ќе понуди помалку, па ќе изгуби многу од гласачките тела. Не знам дали ќе изгуби заради тоа што веќе и народот сериозно разбира што може и колку не може. Рафајловски, е нашна една клучна тема. Ние реално гледано порастот од 4% не може ни да ја отплати ратата од задолжувањата, бидејќи тоа е основата на реалноста во задолжувањето. Тоа е едната работа. Второ, ние ќе се соочиме со се поголем буџетски дефицит, што значи нам ќе ни недостигаат нови задолжувања на домашен и на странски пазар. Ако тоа го имаме во предвид, колку реалниот сектор ќе може да го издржи товарот, за да може да се, условно кажам, субвенционираат пензиите, да се обезбеди некаков социјален баланс и при тоа да биде реално. После ќе разговараме за така наречените капитални инвестиции или странските инвестиции. Сега ќе ви кажам како може сето тоа да стане реално, ама е многу болно. Добро. Сериозно е болно. Ние имаме 40% сива економија. Ние ако успееме сивата економија со сериозни репресивни мерки, ама репресивни, кога велам репресивни мерки, да ја намалиме на некој си 8 до 10%. И тоа и у Велика Британија не може така Значи, ригидно. Јас не кажав утре. Да. Значи, кажав период од 5 до 6 години. Значи, ако ја намалиме на некој си 8 до 10%, еве и 12, подносливи 12%, јас верувам дека прво ова стопанство што работи ќе рипне многу. Ќе рипне сериозно, ќе рипне заради тоа што нема да има конкуренција на некој што му прави дампинг цена што е невозможна за него кога работи, функционира, плаќа придонеси, даноци и така натаму. Значи ќе рипне сериозно, а и тоа ќе се преструктурира па ќе почне да генерира приходи. Јас верувам дека тоа во каса може да донесе можеби 25% до 30% приходи во наредни 6 години ако се направи тоа. Ама тоа боли. И сега тука ќе дојдам, ќе ја вратам политиката назад, за жал морам да ја вратам политиката, не сакам да ја кажувам, ама ќе ја вратам. Ако албанскиот кампус бара премиер, за мене тоа воопшто е многу легитимно. Значи, бара премиер. Тогаш го молам да си го плаќа данокот во државата и да ги натера собствените гласачи да си го платат данокот во државата. Да не живеат во паралелен свет. И да немаат само барање, туку да дадат. Знаете што викат албанскиот кампус? Дајте извршиме децентрализација и ние да си ги собереме даноците, што има легитимност. За мене е тоа многу легитимно. На крајот на криштата секој од градоначалниците мора да внимава, бидејќи дел од ДДВ-то ќе оди на нивните конта. Тоа е најдобрата работа што можеме да ја направиме во симињањето на сивата економија. Тоа е најдобрата работа. Ќе дадеме децентрализација комплетна, ама пак затоа кога градоначалникот на општина Тетово или Гостивар имал проблем со училиштата, имал проблем освен основните оние што ни се задолжителни, имал проблем со вака. Ако нема пари за тоа, нема никој да му ги даде ако сам не сака да аплицира за проекти при Европска унија, при помошти и значи тогаш сериозно ќе ги собира парите во рамките на општината во која што има. Рафајловски, програмите што ги подготвува партиите беа пред, да речем, експлозијата на ковид. И тогаш шарената лага можеше да биде ставена на политичка понуда и така натаму. Сега имаме реално санирање на овие состојби. До година, кон средината на идната година може да настане опоравак. Тоа се сериозни економски експерти светски го предвидуваат тоа. Јас сакам да ве прашам, без оглед што велите ВМРО малку посериозна. Има една контраверза. Тука и со Славевски сум разговарал. Како ќе одите во санирањето на економијата, во полнењето на буџетот во услови кога ВМРО ДПМН оди со понуда 10% данок, во услови кога реално имаме и сива економија и тешки извори. И второ, како воопшто можеме да резонираме и да планираме во услови кога
очигледно дека и фирмите, и најмалите, и најголемите се научија на реално финансиско субвенционирање кеш. Тоа значи дека тоа мора да биде ситуирано во буџетот. Вака ќе ви кажам, даноците како што се, да речеме, данокот на добивка, тој 3 години да не се плаќа, нема никаква промена да направи во вкупните приходи во Република Македонија. Ова сериозно ви го кажувам, бидејќи тоа се толку многу малку пари во приходот на Република Македонија да на ниво на казние. Ете, до толку е. Добро. Веќе персоналниот има некое зафаќање. Јас на тој би внимавал. Сериозно би внимавал. Значи, јас не би играл со опозицијата да го смалам персоналниот данок. Како што никако не смееше да го одигра да го качат на 18%, и сега да признаат дека во буџетот имаат помалку пари. Значи, бидејќи ние изгубивме фирми, а затоа од друга страна сега имаат понуда дека IT компаниите ќе бидат ослободени од персонален данок во рок од 3 до 4 години. Ете, во СДСМ имате таа понуда. Например, во 3 до 4 години, тие што ги изгубивме, тие што ги набркавме со 18%, сега сакаме да ги вратиме назад со 0% данок. Значи, таа грешка што се направи, отиде. Значи, помина. И да не се повтори повеќе. Значи, стабилниот даночен систем обезбедува раст. Тогаш кога ќе почувствувате дека може да земете, тогаш ќе го подигнете целосно. А вие да направите скаливо, треба стварно да дојдете на високо рамниште и да сте некоја Шведска, Данска и така натаму, па дури и тие размислуваат да го изедначат на голема граница, заради тоа што Калифорнија веќе долго време прокламира 15% за сите, освен за оние што заработуваат само до $30,000 годишно, за нив ништо. Да ги издржува државата. И тоа вие поголема социјална мерка од таа не можете да донесете. Бидејќи на $1,000,000 15% е повеќе отколку на $50,000, што 15%. Така да зафаќањата, вкупните зафаќања се многу важни за полнење на буџетот, но данокот на добивка Република Македонија нема да игра никаква значајна улога во наредни 10 години. Ај малку политика, ама повеќе низ милиардите, освен овие што ги нудат. Дали мислите дека политичката кампања и партиската кампања ќе се соочи, како што има веќе индикации на првите ТВ дуели, од меѓу 10 или 5 милиарди што Грујо и неговата екипа ги изнесе од државата, апроксимативно, и ова наспроти тоа дека фамилијата на Заев се новите олигарци кои исто така вршат своја видна каптажа на капиталот и интересите во време на политичкото владење. Тој судир, како ќе се изрази низ понудата да ми верувате дека ја тоа нема да го правам? Или дека тоа тие што го правеа ќе завршат во затвор иако уште траат судските процеси? Видите, ние имаме еден бројчаник што стои. Значи, вака. Ај таму што стои него и едно време и таки фити се амбицираше и во Ману дека тоа ќе го прават, па се попишманија сите. Знаете како, видите. И тогаш им кажат да не трошат пари на тоа. Значи, поштено. Но тоа е ефтино така не е важно, пак се потрошени пари. Може да ги дадат за пакетчиња за деца. Да. Значи, ајде се вратиме на ова клучно прашање. Значи, клучното прашање ме враќаш на почеток на емисијата или дека две лубеници под иста мушка не се носат. Значи, или сакате моќ, или сакате пари. И тоа мора сериозно да се оддели во Република Македонија за да ние станеме држава. Значи, сериозно да се оддели. Колку да изгледа смешно, и еден Трамп го тргна скоро од цел бизнис. Не е дека не заработува посредно, ама го тргна, сериозно го тргна од цел бизнис. Значи, кога имате систем, не можете вие во системот да играте на два перона со два воза. Ќе играте со еден воз. Значи, иначе, на крај ќе се спои шината, бидејќи сите спајат. Никој не гради две шини низ цела територија, и се спои, ќе се чукнете и ќе биде партали. И партали се случуваат постојано. Значи, не можете и не смеете. Мора да се сопре со тоа. А тоа ќе се сопре кога стварно ќе направите и влада со дигнитет. Туку нема да ја направите партиска само, туку ќе имате, да, партиска, мора да задоволите партиски, ама партиските кадри може да се задоволат и со директорски места, и со помали места и така натаму, и ќе направите сериозна влада. Кој ќе го истрпи товарот
со сериозни луѓе што си ја знаат професијата, која ќе го истрпи товарот на секој удар, ќе го поднесе тоа дека веќе не треба да постои во политичкиот свет, дека е зимзелен, дека дошол овде да помогне и треба да си оди, ама тој што ќе дојде, пак треба по мене да се откаже од сите бизниси што ги има ако сака од бизнисмен да влезе во политика. Кога влагате со двете, никогаш нема да се отргнеме од багажот дека некој ќе го изнесува капиталот од Македонија надвор и дека тој капитал неповратно ќе си оди, а Македонија само ќе губи. Кога зборуваме за милиарда, основното прашање кое секогаш го поставам, кај ќе најдеме милиардата? Пари се наоѓаат. Има сега глад на одреден начин и шанса светскиот финански пазар да се рехабилитира, иако потешко ќе биде. Каде дома ќе најдеме финансиери, бидејќи или обратно да ја завртам приказната, можеме ли, бидејќи дома ќе биде тактизирање со инвестиции и така натаму, да привлечеме странски инвеститори во услови кога реално пандемската економија и рецесија ќе потрае најмалку уште една година. Значи, секоја идеја дека ние ќе повлечеме некој странски инвеститор во овој период на светска економска криза е лудило. Значи, тоа не можеме да направиме. Максимум што можеме да повлечеме е некоја финансиска институција или банка. За да малку го размрда тој пазар. Значи, тоа е се што може да повлечеме и нешто малку ситно. Ама ние кога ги влечевме странските инвестиции, ние направивме основната грешка. Не ги условивме дека во рок од 2 години репроматеријалите мора да ги купуваат од нас, а за 2 години на нашите фирми да им се даде можност каков квалитет треба да постигнат во репроматеријалот за да овие функционираат и работат со нив. Единствено Ванхол во Република Македонија работи со македонска фирма. Другите и не работат. Значи, единствено Ванхол работи со Македонија. Сите останати инвестиции си работат влезе од странство, ама тоа е многу ситно. Значи, правиме мобет за крупно. Ванхол крупно зависи од една македонска фирма. Крупно. Од подвазија, од страници, значи крупно зависи, не зависи мотори. Ние кај нас немаме, ама крупно зависење е вас целиот костор на автобусот да зависи од вас. Значи, во проценти на создавање 20%. Таму има и друга приказна, бидејќи самиот Ван Хол си го префрли бизнисот во Македонија заради други проблеми. Но се уште му е поголем во Белгија. Дали доаѓа на врата, иако не смеа да дојдат, и вика дојде 1 милиарда. Кому да верува? На овие што ја изедоа милиардата на патот Скопје, односно Кичево Охрид, или на овие кои ни по 3 години не успеат да мрднат 1 километар плюс. Тоа е прашањето на нивната политичка пресметка, а на нашите реални очекувања еднаш да патуваме на нормален колосек без многу кражби. Тоа сакам да ви кажам. Знаете ли што значи во бизнисот да сопрете? Тоа е трагедија, пропаѓате. Тие што украдоа на патот Кичево Охрид, си имаме органи во државата кои требаше да ги пуштиме да си ја завршат работата и да ги осудат. А проектот да продолжи, да не застане и сега да биде готов и да носи средства, пари и да се гради нов проект. Значи, главниот проблем е кога сопирате. Значи, не е важно дали имате добра намера. Не е важно дали се плашите. Значи, во истиот момент јас влегувам и пуштам контрола. И нека си работат надлежни органи. И ако мене надлежни органи ми покажат дека се крадело, дека се правело, дека е погрешна делницата. Ако е погрешна делницата, морал некој надзор да подпише. Кој е тој што го подпише? Ако е погрешен насипот, морал некој да подпише. Ако ископот не чини толку пари, туку чини 3 пати помалку или 10 пати помалку реално, ајде да ја видиме каде одела разликата во цената. Немојте бе луѓе, тие бројки се гледаат и тоа се гледаат, експлицитно се гледаат. Не може еден багер да троши 1000 литри на час гориво, да се правиме будали. Значи, затоа и ви кажувам. Значи, а вие продолжувате и после тоа му доаѓате со пријава на првиот, втор, а си барате замена. Си барате во меѓувреме замена и проектот не ви застанува и тогаш целиот народ
и ќе ви аплаудира и ќе биде благодарен што му е патот завршен. Да го платил ништо повеќе, бидејќи не можел да го сопре, ама ќе им ги земе парите назад онолку колку што може на тие што го краделе. Добро, Горан Рафајловски, стопанственик, иако јас го најавив како финансиски консултант, гостин во утрински брифинг. Иако не му кажав, сепак јавно ќе му понудам дека нека се истрчаат сите, да ги видиме сите реални понуди и начинот и вокабуларот, а барем на 10 дена, на половина од кампањата, ќе биде гостин и ќе ги анализираме шансите на реалноста на понудите врз основа на кои ќе се определуваат гласачите. Како гласач прашувам, не за кого ќе гласате, што ќе ве привлече као понуда? Тешко, фала ви. Благодарам на одговорот. Тоа беше Горан Рафајловски. Пријатно од мене